за 700 лица се знае дека се загинати во земјотресот што во саботата наутро го погоди Чиле, но се стравува дека оваа цифра нема да биде конечна. Сепак, според извештаите, многу помогнало што државата била подготвена за вонредни состојби како оваа. Со оваа вест ја започнуваме денешната емисија на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Председателката на Чиле, Мишел Бачелеј, вели дека земјотресот од 8,8 степени саботата што го опустоши централниот дел на земјата и рассели 2 милиони лица причинил вонредна ситуација каква што досега не е видена во историјата на земјата. Бачелеј најави дека ќе испрати 10.000 војници во неколку региони за да го вратат редот и да помогнат во обновата. Таа кажа и дека бил постигнат договор со синџирите супермаркети бесплатно да распределуваат храна. Во вториот по големина град, Концепсион, неделата беа ограбени продавници, а полицијата мораше да употреби солзавеци водени топови за да ја растера толпата во еден супермаркет. Властите објавија полициски час за да го спречи насилството во областите на Концепсион и Мауле. Председателката на Чиле најпрво не размислуваше дали да побара меѓународна помош, но со зголемувањето на бројот на жртви на над 700 и очекувањата тој да продолжи да расте, таа апелираше до меѓународната заедница да реагира. Спасувачите се уште се обидуваат да допрат до станари во урната зграда во Концепсион, каде се смета дека се живи закопани 50 на лица. А ние одиме понатаму со нашиот избор на вести за денеска. Клинтон е во Уругвај на почетокот на незината турнеја низ Јужна Америка. Караџич се појави на суд во Хаг, а Олимпијадата заврши со рекордно голем број освоени златни медали за сад. Американската државна секретарка Хилари Клинтон пристигна во Уругвај на почетокот на јужноамериканската турнеја по 6 земји. Таа ќе го посети и Чиле за да искаже американската поддршка за погодените од тешкиот земјотрес во саботата, а во Бразил американската државна секретарка ќе побара поддршка за санкциите против Иран. Бразил е членка со право на глас во Советот за безбедност на Обединетите нации. Клинтон ќе оди во Аргентина, Коста Рика и Гватемала. Поранешниот водач на босанските срби Радован Караџич пред судот за војни злосторства во поранешна Југославија изјави дека српската кауза во војната во Босна 1992-1995 била праведна и света. Караџич самиот се застапува и даде уводна изјава на судењето што продолжи понеделникот во Хаг. Тој е обвинет за војни злосторства и две основи на геноцид, етничко чистење на муслимани и хрвати во Босна, како и за масакрот на муслимански мажи и момчиња по српското заземање на Сребреница во 1995. Председателот на Toyota Motors, Акио Тойода, денеска им се извини на кинеските конзументи заради глобалното отповикување на производи на компанијата. Стотици новинари присуствуваа на пресконференцијата во Пекинг, кога Toyota кажа дека му е жал што предизвикал грижи во Кина. Проблемите на Toyota во Кина сепак се од ограничен обем. Отповикани се 75.000 од нивните RAV4 спортски возила, направени во Кина заради дефектни забрзувачи. Минатата недела Toyota се извини пред комисијата во Американскиот представнички дом за неправење доволно да се поправат безбедносните проблеми. Деца кои се под старателство на државата, зашто родителите не можат да се грижат за нив, често имаат поголеми тешкоти во растењето отколку деца со семејство на кое можат да се подпрет кога им треба помош. Едно кафуле, отворено пред 5 месеци во Фредерик, Мериленд, во близина на Вашингтон, се обидува да им помогне на овие деца да застанат на добар пат. Мокси е пекара и кафуле, како многу други места каде се нуди кафе и храна, но ова место нуди повеќе од тоа. Ова е место за обука и училница за млади луѓе меѓу 16 и 21 година. Елин Рос е извршен директор на програмата Cakes for Cause или Сладки за кауза, во која е вклучено Мокси. Програмата обезбедува обука за работа и обука за животни вештини на младите кои израснале во системот на државно старателство, кои живеат во домови што заедницата ги обезбедува или што на друг начин се идентификувани како ризична категорија население во Фредерик. 18-годишната Кристина Квин е на половина од 6-месечната обука. Кога наполнив 18 години, не знаев што ќе правам со мојот живот, вели таа. Но некој ја спомнал програмата и таа веднаш се јавила.
Ја сакам пекарската работа и помислив, ова е супер, дури и плаќаат за тоа. Квим заработува $8 на час, што е повеќе од минималната плата. Иако не планира да се занимава со пекарска работа, таму учи работи што може да ја користат во секоја професија, особено како да се однесува со муштери и како да прима инструкции од надредениот. Ако на крајот на 6 месеци тие решат дека не сакаат да прават колачи, тоа е во ред. Може да одат во трговија, може да работат во банка. Ова се вештини што може успешно да се преведат во други професии. Покрај Рос во Мокси работат уште 2 пекари наставници. Кристина Квин вели дека добива многу внимание, нешто што никогаш во животот го немала. И го цени тоа. Елен Рос работи на тоа, идејата да ја преслика и на други заедници. Утре во Newsflash, музеи во чест на човекот што го восхити светот. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.